студиото, па ја отвараме и нашата следна тема. Драго ми е дека млади луѓе се моите следни гости, па и дека ќе зборуваме за нивната убава професија, но и убави активности кои што ги организираат тие и нивниот факултет се за цел да помогнат онаму каде што треба, а и на добар начин да разубават голем број на простори низ нашиот град. Сето тоа ќе го слушнете во продолжение. Овој пат ќе најавиме хуманитарната дружба, насловена Создаваме детски насмевки. Тие ќе ги споделат со нас сите детали за што поконкретно станува збор. И двајцата се студенти на Универзитетот ФОН на дизајн и мултимедија. Па сега е време да им посакам добри ден на Тамара Грозданова и на Иван Мокров. Драго ми е што сте мои гости, добре дојдовте во студиото. Хвала што ме викнавте. Да, една сосем убава тема за разговор имаме и како и да е за поздравување се ваквиот тип на активности кои што студентите, младите луѓе сакаат да бидат дел од нив. Но сепак сакам јас да започнам со вас од вашата определба. Зошто еден ваков тип на факултет, односно смер, дизајн и мултимедија, како се случи токму тоа да биде вашиот избор? Еве, ќе почнеме од Тамара. Најискрено за мене беше сакав јас економист да бидам многу долго време. Меѓутоа така некако почнав креативно да се изразувам многу повеќе, што ме привлече графичкиот дизајн, ме привлекоа книги, бидејќи многу сакам да читам кориците на книгите, како се дизајнира целата таа креативност. Ми се допаѓа графичкиот дизајн затоа што не ограничува во едно поле, него графички дизајнери работат најразлични работи, дали телевизија, списанија, книги, и сакам нешто што нема никогаш да биде монотонно. Да, креативна работа, како што рече, во различни типови на медиуми и изданија. Верувам дека ќе се пронедеш и во иднина. Што е со Иван, зашто токму ова, дали е од порано, дали е од дамна или? Па јас, значи, од мален нозе со компјутери бев. Уште од граѓанка првиот компјутер го имав и цело време чачкав нешто. Таму на кај 6-7 одделение почнав на Photoshop да работам. И дури секојдневно почнав тоа да го правам. Кога завршив средно, значи прво затоа што бев така со компјутерите, тогаш Финки се отвори, јас се запишав на Финки, а мене поише ме влечеа тие покреативни работи. Photoshop, Illustrator, Sony Vegas, значи да, видеомонтажа, дизајн, сето тоа. И не се пронедов јас на Финки. И после неколку години, кога сватив дека се, нели, тоа нема да биде, да, џаби да го завршам, нема да работам нешто што сакам да го работам, да. Брат ми, значи, заврши на овој факултет и тоа беше еден поттек повеќе, јас да дојдам тука. И бев така исто во дилема дали графички дизајн и мултимедија. Мултимедија може би отиде затоа што е многу поопширно, затоа што во тоа спаѓаат многу повеќе медиуми, као што нели што спомна видеомонтажа, анимација, сите тие работи, сето тоа е дел од таа мултимедија. Да, се чини дека сите овие работи кои што ги изборувате апсолутно многу барани на пазарот, ете така да кажам. Речи си да нема компанија или поединци, сите буквално кои што сакаат на убав начин да се представат пред јавноста, ги употребуваат токму овие алатки. Очекувате ли во иднина баш да има работа за вас? И тоа многу работа, затоа што пак и речам ова е апсолутно неопходно во денешно време. Да, секоја фирма нели има пред се едно лого кое што мора дизајнер да го среди. Втора работа денеска како што се развиваат социјалните медиуми, главен маркетинг се Инстаграм и Фејсбук, и сега нели некој треба да ги средува сите тие видеа, реклами, слики, креативи, сето тоа е работа на дизајнерите. Така што би требало да има работа, колку од друга страна е тешко ете во овој свет кога многу нешто се достапни, речи си нема нешто што ние не можеме да го најдеме на интернет, сепак човек да најде пред се инспирација од една страна, но од друга страна да си ја задржи својата автентичност и тоа што ќе го направи како финален производ да не наликува на останатите. Да, мислам дека инспирацијата барем за мене, не знам ќе кажеш, доаѓа од тоа од самиот компромис со клиентот, значи секој е различен и најбитното барем за мене при работа е дека и јас треба да бидам задоволна тоа што ќе го направам, но и клиентот треба да биде задоволен. Значи не е еднострано. И мислам дека е многу битно кога ќе се стигне тој компромис, кога ќе се каже се што сака, што му се допаѓа, што не му се допаѓа, кога двете страни се отворени за соработка, тогаш нема проблем, ќе биде супер.
Да, ќе има еден финален производ од кој што сите ќе бидат задоволни. Верувам дека е убаво да се биде студент токму на вакви смерови, креативно, можеби не е стандардно единствено книгата и часовите подминати над неа, туку многу повеќе истражувања и нови моменти секојдневно, но како и да е покрај сите ваши редовни обврски на факултет, развивањето на креативноста и идеите, сепак се бројувате помеѓу оние студенти кои што се вклучувате еве и во активности, ајде така да кажеме како плюс на сето она што стандардно и редовно го имаат останатите, да вие се надградувате од една страна, а тоа истовремено да значи помош за некој друг е една супер комбинација. Па ајде да ја представиме оваа хуманитарна дружба и овој настан. Вие ми кажавте пред официјално да почнеме дека ова е всушност традиција на факултетот. Трае долги години, но секогаш во различна форма. Објаснете ни како тоа изгледа. Всушност, да, хуманитарните проекти со, да речеме така, еден уметнички пресврт, тоест муралите што ги работиме, долго време се работат на нашиот факултет, тоа е под менторство на професор магистар Милош Милосављевик. Всушност, да речеме, ние од него ја земавме самата идеја, бидејќи минатата година се работеше едната соба на спратот, за кој што станува збор моментално во домот, и работевме под негово менторство, на сите многу ни се допадна, ни беше забавно, цртавме, се дружевме, мислам и ние како колеги. И кога дојде годинава, бидејќи сме ние апсолвенти, всушност испада дека на нас како апсолвенти, што и мене многу ми е навистина мило, ни беше побитно да направиме нешто и да оставиме нешто зад нас на факултетот, отколку да одиме на апсолвентска или да сите имаме дипломски, мислам, трудови, меѓутоа беше голема желбата ние заедно да направиме нешто. И при тоа излезе идејата за, ете ја направивме едната соба, всушност се 3 големи соби, вклучувајќи го ходникот, зашто да не ги завршиме сите. И професорот Милош, бидејќи година во факултетот официјално работеше во детската болница во Козле, и тие си исто така многу бави морали, ни кажа дека ментор нема да може да не биде. Па затоа ние сами ја превземавме иницијативата, се организиравме, најдовме спонзори. Гипси Мобилија Дизајн ни беа одлични спонзори, тие ни ги снабдија боите, материјалите, све што ни беше потребно. И мислам дека барем мене лично како поттикот што го дадов иницијативата, ми беше голема чест и се чувствував многу привилегирано што колегите се нафатија и што сакаа сите, што на сите ни беше побитно да помогнеме, да оставиме нешто позади нас, отколку било што друго. Така да тоа беше, мислам, дека една од најубавите работи во целиот проект. Најголемите сатисфакции, убаво чувство кога да сте вклучени во нешто вакво. Еве Ивана го слушнеме, кој е твоето видување за овие настани, овие проекти, нели? Да, како што кажа Тамара, уште лани започна се тоа. Лани кога ги правевме тие таа едната соба кога ги цртавме ѕидовите. Лани значи беше затоа што моравме, оваа година затоа што сакаме, затоа што после самото цртање имавме исто дружба со децата и тука осетивме, барем за мене лично, осетив една голема сила на љубов, искрена детска љубов и едноставно тие неколку дена нема никогаш да ги заборавам и затоа и ова поттик и оваа година на исто место, исти работи да правиме, ете да го осетиме тоа одново и да им помогнеме на тие деца. Главен иницијатор е Тамара, значи да не беше она, немаше уопште ни да се случи ова, ама и голема чест ми е исто што ете пак учествуваме во нешто вакво, посебно нешто што може да им помогне на нив. Така е, важно е човек да иницира, но важно е да има тим, односно да биде поддржан, да не некого заборавиме, односно да кажеме колку вкупно луѓе, колку студенти, колеги, не мора точна бројка, но има ли доволно луѓе кои што прави интерес да те поддржат во сето и да сакаат да бидат. Меѓутоа имаше стварно многу. Зборуваме на едното цртање беа 14 луѓе. И тоа не беа само апсолвенти, не апсолвентите, сме доста помалечка група. И ми беше стварно ме воодушевија мене колегите, место јас нив со проектот, они мене ме воодушевија. Во тој аспект што сите веднаш, значи од втора година и помладите колеги, професорите, деканите, сите веднаш појавија желба да помогнат, така што во ниеден момент јас не се плашев дека утре ќе одам, ама нема да имам доволно луѓе. Во еден момент останавме и само апсолвентите што работевме, бидејќи имаше повеќе работа, се работеше и болницата во Козле, нели немаше да биде фир од наша страна да го прекинеме тоа.
и колегите, апсолвентите само што сме, бевме на таква сила што јас бев свесна дека ако јас нешто заборавам или не го пресметам, не го визионирам убаво, дека тие се толку, мислам, стојат позади мене што јас комплетно можев да се потпрам и да бидам сигурна дека све ќе биде совршено. Да, буквално вистинска тимска работа и драго ми е што сето ова го слушам од вас. На убав начин и сето тоа ќе се заокружи, нели? Настан каде што ќе бидат вклучени повеќе нешта, според она што ми го кажавте, лотарија, ете, можеби интересна храна и вкусна храна, спортско катче, уметничко катче и така натаму. Кои се сите детали врзани за тој настан и тој ден? Да, тој ден, како испадна прво да го правиме тој настан, беше како што кажа колегата, сите ја почувствувавме Лани, значи таа љубов, таа некако беше безусловно, не бидејќи за нас е, знаете како ние го правиме тоа, даваме еден ден од нашето време, 2 дена, 3 дена, една недела. Меѓутоа за децата тоа е како да сме им дале кој знае каков подарок и тие така не пречекаа со таква љубов, со мислам дека тоа не можам ни да ви го објаснам, тоа треба да се почувствува и баш заради таа причина, бидејќи треба да се почувствува, го отвараме домот на еднодневна дружба, за да може да се соберат повеќе луѓе, да се дружат со децата, да едноставно да почувствуваат колку позитивна енергија има таму. Настанот е планиран во дворот на домот, ќе биде поделен во повеќе сектори. Во едниот дел ќе имаме спортско катче, каде што ќе има игри без граници, каде што ќе може заедно со дечињата во тимови да се игра против други тимови, нели, од посетители. Ќе имаме колачиња, што не ви зборувам за тие, ќе мора да ги пробате. Ќе имаме цветна лотарија, така и наречена. Имаме денеска исто така со таа работилница, каде што имаме најразлични семиња од најразлични цвеќиња, ќе ги посадиме во сакси што децата ги направија. И лотаријата всушност целиот концепт е дека никој не знае какво цвеќе ќе порасне. Значи мора да го купите, да му дадете малце љубов како што децата даваат на нас и да видите што ќе израсне. Ќе имаме уметничко катче за цртање заедно со дечињата, тоа ќе се заврши на денот со една изложба. И нормално билетите за влезниците не се наплаќаат, меѓутоа за наместо влезница мора да се остави еден подарок, донација во било каков вид. Да, значи ова е на некој начин и покана за тие што не следат, да го кажеме уште еднаш конкретно времето и денот кога ова ќе се случува и според ова нели сите се поканети, треба да си донесат една убава енергија, желба да бидат дел од целиот овој позитивен настан и колку што можат да допринесат. Така? Да, значи настанот се одржува во сабота во дворот на Домот за деца 11 октомври од 11 до кај 1 сат, тогаш ќе трае. Ги повикуваме значи сите луѓе хумани да помогнат, да влезат, да се дружат пред се и да им приредат на децата еден убав ден кој што и они ќе го памтат цел живот. Значи тој можеби дружбата уствари најголемото тука ние што сме го придонеле. Зид, да, убаво ќе им биде, но овие дружби, еве сега оваа цела недела ние сме со нив, правиме работилници, сакси, декориравме сакси, денеска ќе садиме, ќе цртаме, значи сето тоа е како една голема дружба и они многу се зближија со нас и ние со нив и многу се опуштија пред нас и тие се значи прекрасни деца на кои што едноставно судбината така им била и нив им е животот потежок, па еве ние пробуваме малку да им го лесниме. Да, според вашите зборови рековте тешко е човек да го искаже тоа со збор, но се надевам еве дека со сето тоа што го пренесувате како искуства ќе ги поттикнете нашите гледачи на вистина да дојдат, секој може да допринесе, рековме треба само да сака, да има една убава и позитивна енергија и да колку толку најде еден сопствен убав начин да ве поддржи во сето ова. Според се тоа што правите, енергијата која што имате, јас би рекла навистина заслужувате и вие една убава и светла иднина да имате понатаму. Она што сакам да ве прашам, некаде кон крајот на разговорот, има ли што од сега можеби по-конкретни планови, што откако ќе завршите со овој дел од вашето образование, дали сакате веднаш да започнете со некаков тип на работа и ангажмани или пак сметате дека има уште простор во иднина да се усовршувате? Па сега сите нели на крај сме, спремаме дипломски моментално. Значи ете малку паузираме тоа за овој настан да го организираме. Јас лично значи ќе продолжам уште 2 години на факултетот затоа што е 3+2, ама во меѓувреме
сепак ќе мора да се најдат некои работни врски да, нели, да се покрие сето тоа. Да. Така да. Јас ќе го дружам уште една година на факултет. Исто така, со нели работни врски, меѓутоа сакам веќе понатака да почнам да се доусовршувам, се надевам во Скандинавија горе. Но ќе видим, има време. Така е, секој со својата среќа, амбиции и желби, но уште еднаш сепак ќе кажам за поздравување сето ова што барем досега успевате да го направите. Искрено верувам, се надевам дека со разговоров ќе ги поттикнеме нашите гледачи да ве поддржат и од срце ќе посакам овој настан да биде успешен, па на најдобар можен начин да завршите оваа приказна која што имавте со дечињата од 11 октомври. Фала ви, многу ни значи, вие сте првото интервју што го правиме. Го почнавме супер, ни давате многу позитивна енергија, така да ќе ни почне и на нас сега денеска работата уште позитивно. Да, и се надеваме дека стварно ќе поттикнеме да има што поголема бројка на луѓе. Да, во сабота, затоа што сепак тоа за деца се работи кои што треба да им се помогне. Да. Ви благодарам уште еднаш од срце за убавиот разговор и јас би додала, навистина ни беше чест во утринската програма да ја отвориме оваа тема. Доказ дека младите луѓе со нивната енергија секогаш може да имаат убави идеи, да реализираат убави проекти, да бидат општествено одговорни, па да донесат среќа, насмевки, убави позитивни моменти за оние на кои што тоа им е најпотребно. Потсетуваме, овој разговор го направивме со цел и вам да ве мотивираме, секој од нас може да го стори истото. Ќе продолжиме понатаму, го заокружуваме и овој дел од Македонија денес, а имаме уште една убава тема до крај, затоа бидете со нас на Телевизија 24.